Околу 30 на ученици од Средното државно музичко училиште од Битола добиваат стипендии согласно со конкурсните одредби на Министерството за образование и на наука на Република Македонија во категоријата за талентирани ученици. Во Државното музичко училиште вкупната бројка на ученици е околу 130-тина. Една четвртина од тие ученици, околу 30-тина, се корисници на стипендии или потенцијални стипендисти. Според податоците што ги имаме, моментално очекувајќи ги резултатите, околу 20 ученици очекуваат да бидат стипендирани, а сигурни корисници моментално се околу 10. Најактуелна стипендија помеѓу учениците од Средното државно училиште е она која се добива според конкурсот за доделување на стипендии за талентирани ученици. Условите за аплицирање за стипендиите, колку што ни е нас познато, се успехот училишен и големиот број на награди што овие ученици ги добиваат на државните, меѓународните надпревари така натаму. Претпоставам дека е релативно голема бројката во споредба со други училишта, бидејќи тука бројот на награди е исклучително голем во текот на годината. Парите кои што ги добиваат учениците преку стипендиите им го леснуваат образованието, им покриваат одредени трошоци, но исто така и на нивните родители им ги намалуваат трошоците. Поголемиот дел од корисниците на стипендија се и ученици кои што доаѓаат од другите градови, значи Приле, Пресен, Кичево, Крушево и така натаму, меѓутоа има и битолчани нормално. Исто така во однос на тоа на која насока, да речам, се определени, дали теоретичари, инструменталци, исто така интересно дека е поделена бројката. Значи има исклучително талентирани теоретичари, музичари, теоретичари кои што земаат стипендија, меѓутоа има изведувачи кои што благодарение на својот талент за свирење на одреден инструмент исто така успеале, значи, да стигнат до стипендијата. Министерството за образование и наука во последното соопштение за средношколските стипендии ги информира учениците дека на кандидатите на кои има одобрена стипендија договорите ќе се потпишуваат заклучно со 30 декември оваа година.